приоритетите кои што се поставени со агендата во Северна Македонија. Особено за функционирањето на судските институции и страдаме од хронично недостасување на инвестиции и ниски плати. За жал, таките алокации не се вклучени во нацрт буџетот до сега. Слично, доволно средства треба да се определат и за државната ревизија, за да може да ја заврши коректно својата функција. Поредив овој извештај како извештај за кој што со право или ги употреби зборовите, тоа се зборовите на Европската комисија, на амбасадорот, дека нема исчекор или дека има ограничен исчекор или дека се потребни реформи. Накусо само за нешто друго, сакам да посочам. Значи, мора еднаш прво да се ослободиме од твордингот дали има или нема политичка волја. Ние ги послушавме тие забелешки, не го направивме тој радикален потек. Еве го Републичкиот судски совет и денес со перформанси кои што не може да бидат посилни од тоа што биле пред 2, 3 или 5 години. Се дефинира или како ограничен напредок, или нема напредок, или дури и назадување. Ама тоа не е нешто што само стои на хартија, тоа е нешто што граѓаните, посебно бизнис секторот, го осеќаат секој ден се повеќе и повеќе. Иако до минатата година имаше само еден услов за почеток на преговорите, а тоа е решавање на билатералниот спор со еден од соседите, после еден ваков извештај, не сум сигурен дека понатаму нема да имаме и други услови да се отпочнат преговорите. Нема напредок во клучните области. Имено и денеска да се случат уставните измени, ние утре нема да можеме да го отвориме првиот кластер за преговори, fundamentals, поради тоа што не сме спремни. Имено,